Околу 31% е реализиран планираниот буџет на општина Василево за првите 6 месеци од годинава. Од вкупно планираните 142.000 денари, за првото полугодие реализирани биле 44.000 денари. Тоа според советниците од СДСМ е доказ дека градоначалникот Стојанов не ги остварил проектите кои биле планирани со општинскиот буџет. Приходите не биле на очекувано ниво, развојните програми не се реализираат. Тоа советниците од коалицијата СДСМ-НСДП сметаат дека резултат на лошото работење на градоначалникот. Буџетот со блок дотациите кои што доаѓаат од училиштето вкупно 30,9%. Оваа година ние треба да ја завршиме со реализација на буџет од околу 60%. Па затоа, господине градоначалниче, јас убаво културно ве прашам. Ако сакате други одговори овде пред говорницата, повелете, кажете. Председателката Соларова со спротивно мислење. 31% од извршениот буџет била нормална појава, затоа што секогаш вообичаено поголем процент на реализација на проекти имало во втората половина од годината. Очекувано имаше дискусија од страна на опозицијата во Советот на општина Василево за процентот на издржување, меѓутоа јас како председател можам да дадам мое мислење, значи останувам на мојот став, дека најголем дел од буџетите на ниво на цела Македонија, значи на сите општини, се извршуваат во втората половина од годината. Моментално извршувањето изнесува околу 31% на буџетот на општина Василево, од кој 21,3% е основниот буџет. Советничките прашања беа на дневниот ред на 48-та седница. Советниците посебно се интересираа за работата на јавното претпријатие Турија, за реализација на проекти во населените места, но и прашања кои се однесуваа на самите советници. Како се оправдават отсутноста на советниците од неприсуство на седниците и како ги земат надоместниците? Еден ден пред седницата или на самиот ден на седницата пред да започне, се јавувате, и ги кажувате вашите причини поради кои не можете да присуствувате. Поголем дел од вас советниците се биле барем еднаш одсутни и знаете дека на тој начин се оправдува таа одсутност. Инаку, на вчерашната седница советниците донесоа едногласна одлука со која спортската сала доби име по македонскиот револуционер Даме Груев. Беше донесена одлука јавното претпријатие Турија да користи автобус кој бил собственост на општината, а беа доделена и финансиска помош на невладината организација Ден на дрвото засадија својата иднина.